Unus Christianus, nullus Christianus, ili старата латинска християнска поговор. А тоа значи еден христијан како ниеден христијан. Спасението, браќа и сестри, е во заедницата или во соборност. Како вели уште свети патриархот Фоти, кој ги испраќа на мисија светите браќа Методи и Кирил, дека се соцркви Светата Троица и се советува, значи, за да го створи овој свет во кој сега ние живееме. Што значи самата Света Троица е заедница или црква. И затоа и ние во продолжено се спасуваме само како заедница или црква. Тоа денеска го зборуваме во неделата на светите оци на првиот Вселенски собор, за да покажеме дека од најрано време црквата действува соборно. Уште првиот апостолски собор или собрание е опишано во Новиот Завет, а понатаму за сите крупни прашања на црквата се свикувал или помесен или Вселенски собор. Денеска ги славиме оците на првиот Вселенски собор, одржан во 325 година, колку далеко од ова наше време. Ама го пазиме сето како учење на црквата, не само догматите што се донесени на првиот Вселенски собор, туку и како начинот на живот во црквата, тоа е собор. Тоа значи дека и денес соборно треба да научиме да живееме. Индивидуализмот, а тоа значи живот како единка, ни го произведе една друга цивилизација и култура западната. И денеска сваќаме дека сме единки и дека уште некој ќе се снајде во животот, треба другите да му служат. Не, ние сме составен дел од една заедница. Заедница која е споена во Духот Свети, односно Духот Свети е таа меѓусебна врска која не спојува меѓу нас. Не е плотта и крвта, како што се родбинските врски, туку уште посилна заедница во Духот Свети која не спојува и најразноликите битие, од едниот крај на Вселената до другиот, кој воопшто не се од исто семејство или не се од иста култура, нив ги спојува црквата. Е така ќе биде животот во иднината. Сите нас ќе не спои Духот Свети кој очекуваме за неколку дена да ни слезе, иако тој никогаш не одминува после Вознесението Христово слегува 10-тиот ден после тоа и никогаш не се повлекува, меѓутоа ние вршиме спомен карта годишно, секоја година, значи, на тој голем настан и го сметаме тој настан како денес. Како денес да се случи? Затоа што со тоа го бришиме времето. Тоа што значи? Релативно времето постои, не можеме да го одречеме тоа дека постои минато, сегашност и иднина. Ама во црквата еднаш тоа што се случува за секогаш. И нема потреба да го делиме минато, сегашност и иднина. Туку еднаш се случува и за секогаш. Така што Духот Свети слезе еднаш на 50-ница. Нема потреба пак да се качува, пак да слегува и да си игра со нас. Меѓутоа ние го споменуваме тој настан карта година, како рековме, секоја година, за да има сознание црквата што ни направи Духот Свети, односно што се случи после Христовото вознесение.
Оците на Цветливиот прв Вселенски собор ги свика уште царот Константин. Ги свика затоа што се јави едно големо несогласно во црквата по однос на учењето Ариево, дали е Христос роден од Оца секако, ама створено битие, како тој учеше Ари, првороден од сите битие, ама сепак створен, како што и ние сме створени битие, или Христос е Син Божи нестворен. Уште тие работи не беа расчистени во црквата. Многу работи последователно се расчистуваат. Многу догмати во црквата кои сега се несомнени учења, полека доаѓале во црквата. И тоа покажува со каква слобода Господ ја обдари црквата, да не и наложи и да не издиктира едно учење, туку да го открива постепено црквата, се развива во тоа учење и да прави темел врз тоа учење. И тоа учење ни го даваат овие отци, кои ги спомнуваме денес од првиот Вселенски собор и понатаму вториот, третиот, седмиот Вселенски собор. Има отци на црквата кои на некој начин го поттикнувале догматското учење на црквата. Тоа не значи дека тие отци на црквата не се од соборноста или не там индивидуално принесувале некој учење. Не, тие го откривале оно што Духот Свети им го откривал постепено. Затоа е потребно да ги почитуваме отците на црквата. Прво, оние кои црквата ги признала за отци на црквата, нив да ги разпознаваме и ние, особено нивното учење, кое гледате векови е непроменливо. Делот, символот на верата е донесен токму на првиот Вселенски собор. А целиот символ на верата е комплетно оформен на вториот Вселенски собор. И затоа се вика символ на верата на прво вториот Вселенски собор, односно и на првиот и на вториот Вселенски собор. Меѓутоа, уште еднаш ова ни го потенцира колку е важно соборното дејство во црквата. Ниту еден од големите отци, Свети Атанаси, Свети Василий, иако под нивно дејство се случуваат учењата на соборите, како што ви спомнам, не го даваат сами учењето на црквата. И црквата може да го разпознае нечие учење како соборно учење. Меѓутоа, затоа пак е потребен собор да го прифати. Во црквата се случува соборно и се решава соборно. И само по тоа е големата разлика меѓу црквата и другите институции во светот. Денеска имате многу институции, каде поглавном една или две или неколку личности можат да решават, ама решават за сите други. Ама црквата не може и не сме токму заради ваквото предание да го прифати тој начин на постоење. Таа прифаќа само соборен начин и соборни одлуки и соборни решенија. Ете, зато ги споменуваме неколку пати во годината отците на Вселенските собори. Прво да се подсетиме самите себе си, дека соборниот начин на живот треба сите ние да го живееме. Не да живееме, значи, како индивидуалци, во семејството, на работното место, или да градиме индивидуална кариера, туку секогаш да живееме за другиот. Најдобро е кога човек учи да живее за другиот и тоа треба да ги воспитуваме децата од најмала годишна возраст.
да живе во семејството во суштина, да ги учиме да живеат за другиот. Прво кои ќе се научат да живеат за оние кои се во подесното семејство, ќе научат да живеат понатаму за оние кои се во паралелката или во класот, каде што учат основно образование и понатаму се проширува таа ширина и на крај, како светителите, некои од светителите се стигнале до таму да живеат за целиот свет, односно поважен да им е светот од самите себе. Тоа е напредок во духовниот развој на човека, затоа што обично човек живее прво, мисли, действува само за себе. Многу е тешко да се ослободи од тој индивидуализам и да почне да живее за другите. Ама тоа не учи црквата, тоа не учи целата смисла на постоењето на црквата. Да живееме за другите. Ете, браќи и сестри, она лекција која ја научуваме во црквата како соборност е една од најважните лекции на црквата, зашто црква без соборност не е црква. Може човек да замислува дека некои религиозни умиленија му дава самото учење, кога чита побожни книги, ама најважно да научи да го живее тоа што го чита, тоа што го слуша, а пред се тоа е соборноста на црквата. Нека Господ ни даде да ја живееме соборноста во сите векови. Господи, Господи,